Почитувани, разговараме со Елена Николовска од граѓанската организација Екосвест, организација која што речиси 2 децении функционира во граѓанскиот сектор во државата. Николовска, добре дојдовте, ви благодарам што ја прифативте поканата да позборуваме за важните теми во однос на животната средина, но и последниве националната конференција за климатските промени, која што вашата организација ја организираше пред неколку денови. Добро ве најдов, ви благодарам што отворивте простор да се дискутира за волку важни теми во овој момент. Само ќе ве поправам, националната конференција за климатски промени е дел од поголем проект кој траеше 3 години за клима и кој го спроведувавме во партнерство со уште 2 организации, тоа се CNVV Македонија и Движење на екологистите. Така да, тоа е еден прв пат се направи еден поголем напор да се дискутираат за клима на различни полиња и сектори во државата. Така. Зборувавте многу за сите оние предизвици кои што ги имаме, а се однесуваат на климатските промени. Какви се тие промени кои што можеби дел од нас не ги регистрираат, но се случуваат и се некаква закана за околината, но и за луѓето? Да, па јас не сакам се да го сведеме на земјоделие, меѓутоа бидејќи сте телевизија која доаѓа од земјоделски интензивен регион, би рекла, забележуваме низ нашиот 3-годишен проект, а и претходно дека работевме на клима, дека токму земјоделците се оние кои најдобро знаат како влијаат промените во климата на производството на храна, првенствено, бидејќи има се помалку вода поради подигнувањето на глобалните температури, поради се помалку и потешко наоѓање на вода, има подолги сушни периоди, кои што секако и како влијаат на квалитетот на храната која што ја добиваме, меѓутоа и на тоа дали ќе добиеме храна или нема да добиеме производи, некакви земјоделски производи. Настрана тоа, ние кои живееме во градовите, би рекла во сите градови, не само во главниот град, можеме да почувствуваме сериозни топлотни бранови, кога имаме 4 месеци во годината со високи температури, имаме дури, ако порано сме имали 1 или 2 дена со високи температури, сега тоа знае да се задржи 30 дена во август, како што беше впрочем Милани, и ова секако влијае на здравјето на граѓаните кои живеат во градовите, бидејќи градовите имаат топлотни острови, каде нема ни сенка, ни ладовина, или се помалку има сенка и ладовина каде да се засолнат, па страдаат и луѓето кои живеат. Сакам да кажам дека влијаат подеднакво и на луѓето во урбани и на луѓето во рурални средини. Никој не е поштеден и ги гледаме се позачестено, за жал. Така е. Што можеме да направиме како поединци, но и како заедница, за да ги облажиме овие климатски промени? Постојат ли, не знам, насоки кои што граѓаните би требало да ги почитуваат и да станат свесни за нив? Да, многу ми е драго што граѓаните, драго ми е што стануваат се посвесни, стануваме за ова прашање и посензитивни. Да, тоа е поради тоа што се повеќе ги чувствуваме на своја кожа, меѓутоа сами по себе јас секогаш велам дека ние сме крајниот потрошувач. Потрошувачот и така кој има влијание на она како се креираат владините политики и како и впрочем и како што се продава, како се продава. Значи, оно што секој од нас индивидуално може да го направи е да создава помалку отпад, да користи помалку пластика и производи во помалку амбалажи. Најмалку што може да направиме е да се сетиме како било пред помалку од 20 на години, кога ние не сме користеле воопшто пластични кесиња, туку сите сме пазареле со торби. Ова пак да стане популарно некако. И еве сега и пандемијата не научи дека кога одиме на излет може да користиме и реупотребливи амбалажа, реупотребливи танјирчиња и чаши кои што ќе ги премиваме и нема постојано да купуваме нови. Значи, индивидуалецот да штедиме енергија секако, да купуваме штедливи апарати, меѓутоа и да научиме
да штедиме електричната енергија кога не сме во домот, значи да ги гасиме кога не ги употребуваме електричните апарати, со оглед на тоа дека кај нас електричната енергија доаѓа од валкан извор на енергија, а тоа е јагленот во моментов. Би рекла дека и вашиот регион како еден од регионите кои има многу сончева енергија, изобилие на сончева енергија, треба се повеќе да размислуваат кон искористување на сончевата енергија, односно инсталирање на фотоволтаици на крововите на индивидуалните домови каде имате можност, бидејќи ова навистина значи заштеда на долг рок за граѓаните, а представува и чист извор на електрична енергија кој не загадува. Значи тоа се некои мали ама големи работи. Една споредба да направиме, се почесто и се посилно се зборува дека Европската унија има намера да забрани дел од пластиката, односно производите од пластика за една употреба. Дали сметате дека можеби треба да се направи некаква иницијатива и притисок кон македонското законодавство во таа насока, со оглед дека честопати е потребен голем период временски за едукација и за самоиницијативно освестување кај граѓаните? Да, јас сум правник по струка и ако прашате било кој правник, ќе рече дека би требало законот просто да се имплементира. Ова значи дека носење закон кој доколку оставате период на прилагодување и ако понатаму не се прилагодат граѓаните, преминуваме кон казнување. Бидејќи доаѓам од граѓанска организација, би сакала да кажам дека тој период на едукација треба да трае подолго. Ние никогаш не сме за казнување и за удирање по џебот на граѓаните. Повеќе сме за освестување, тој момент на освестување. Меѓутоа, кога веќе сте им понудиле на граѓаните толку долг период на прилагодување и кога веќе ние имавме, нас кампањата ни траеше 3 години, во оваа кампања ние подаривме 80 термоси кои што требаше да ја подигнат свеста за реупотреблива амбалажа, меѓутоа и да ги научиме дека нашата вода, бидејќи имаме ние изобилие на питка вода, е скапоцена, значи и дека треба да користиме реупотреблива амбалажа и дека треба да си ја цениме водата како ресурс повеќе. Значи, оставате период на едукација, меѓутоа понатаму ќе мора да се санкционираме доколку продолжиме со употреба. Сепак јас ќе кажам, ние како крајен потрошувач ги создаваме политиките. Значи, ако ние престанеме да користиме пластични кесиња и амбалажи, властите ќе мора да донесат политики каде ќе им наложат на самите бизниси да престанат да ги употребуваат исто. Така, има ли некои клучни точки околу кои што би предложиле или сметате дека надлежните институции, почнувајќи од Министерството за животна средина, треба да се фокусираат и оттаму да почнат да действуваат? Да речеме, еве, владата пред 2 години уште најави отворање на современи регионални депонии, меѓутоа ова не се случува, па еве ние живееме во регион каде што само во Струмица има над 100 диви депонии. На кој начин би требало властите да почнат да ги решаваат сите овие насоберени и нерешавани со години проблеми и предизвици? Да, ние сега имаме 9 нови закони за отпад, бидејќи транспониравме огромен дел од регулативата, од EU регулативата во овој сектор. И ова значи дека ние ќе мора да имплементираме нешто од тие закони, значи улогата на Министерството за животна средина е да ги носи тие закони и да ја носи таа регулатива. Меѓутоа, за жал, станува збор за закони, кога зборуваме за животна средина, клима и енергија, за закони кои имаат поделени ингеренции со многу институции. И на крај товарот на спроведување ќе падне на локалните власти секако. Еве сега ни доаѓаат локални избори, ние како организација навистина ќе внимаваме кои од кандидатите ќе понудат навистина решенија кои што би помогнале во спроведување на цела оваа регулатива која што ја донесоа во изминативе 2 години централните власти. Значи сега треба да се зајакне улогата и функцијата која што имаат локалните власти навистина на терен. Да, треба да имаат поддршка од централните власти во насока на финансирање, обезбедување на финансии за спроведување на се ова што го донесовме, нормално,
Меѓутоа тоа не значи дека локалните власти треба да седат со скрстени раце и само да чекаат да дојдат пари во буџетот, туку ете има и грантови шеми кои што се наменати специфично само за локални власти, кои тие можат да ги искористат за да си обезбедат за својата општина. Навистина гледаме во Словенија многу примери каде повеќе општини се здружуваат, не чекаат на централните власти, туку повеќе општини се здружуваат и самите тие склучуваат некаков меморандум за соработка и си отвараат современа регионална депонија со странски грантови. Значи, крајниот, сите нешто чекаме од централните власти. Тие ги донесоа законите, да, треба да обезбедат спроведување, а меѓутоа нашата порака е да не чекаме. Значи, мора улогата на локалните власти кога станува збор за клима и ублажување на климатски промени, пред се улогата на локалните власти. Мислите дека имаат клучна улога во овој сегмент? Да, секако и во ублажување на климатските промени, централната власт има поголема улога. Секако со тоа што ќе треба да веќе планираме да ја исфрлиме употребата на фосилни горива како енергетски ресурс, со исклучок на гасот кој нели исто е фосилно гориво кое загадува, меѓутоа ние сепак продолжуваме да инсистираме на идејата да го користиме како транзиционо гориво, иако имаме 280 сончеви дена во годината. Значи, кога станува збор за ублажување, треба да се фокусираат локалните власти, централните власти влијаат на централно ниво, намалување на искористување на фосилни горива, меѓутоа локалните власти треба да најдат начин како да ги поттикнат своите граѓаните на својата општина да инсталираат фотоволтаици на своите кровови, да искористуваат повеќе сончева енергија, нели? Значи, ако га станува збор за прилагодување, целата обврска е на локалните власти, за жал или за среќа, бидејќи тие најдобро знаат кои се можностите и проблемите на својата општина. Значи, дали што им треба на земјоделците, во која насока треба да се движат инвестициите за таа општина, дали повеќе треба да се насочат финансиите кон прилагодување на земјоделието на новонастанати климатски услови, па таму да се помогне систем за следење на временските услови, или како би им се понудило доволно време за да може да се подготват за некој невреме, нели, градобини мрежи, систем капка по капка. Јас ова не го гледам во моментов, многу е слаба улогата на локалните власти, за жал. Тоа мора да се зајакне, особено во делот на прилагодување на новонастанати климатски услови, бидејќи ако не го направиме тоа сега, навистина ќе страдаме и економијата ќе ни страда. Да. Во еден од вашите настани кои што се одржа минатата седмица зборувавте за праведна транзиција. Може ли да го објасниме овој термин и која е неговата поврзаност со животната средина, со климатските промени? Да, еве баш малку го начнавме со инсталирањето фотоволтаици на крововите. Меѓутоа праведна транзиција е малку повеќе од тоа, а тоа значи да ги спасиме или да ги зачуваме оние региони кои сега се живеат од индустријата со јаглен, меѓутоа и оние региони кои што ќе страдаат најмногу од климатските промени, а тоа секако се региони како Струмица, со оглед на тоа дека земјоделието доаѓа од таму и навистина ќе страда економијата поради се зачестени суши. Меѓутоа, тоа е југозападниот регион кој моментално живее од туризам, а во иднина нема да може тоа да го прави, па ќе страда и таа индустрија поради тоа што некои форми на туризам ќе бидат неиздржливи поради влошување на временските услови. Значи, ова значи цела лепеза на консултирање на локалните заедници, како тие го гледаат развојот на својата заедница во новонастанатите климатски услови. Значи, кога станува збор за регионите со јаглен и регионите со било каква екстрактивна индустрија и рудници или каде се планираат рудници, ова значи буквално наоѓање начини каде би било, што би работело населението или вработените во тие рудници, доколку кога ќе се затворат овие рудници, бидејќи сега веќе не е прашање
доколку туку станува збор кога ќе се затворат. Ние не можеме веќе да согаруваме фосилни горива, едно дека ние немаме веќе јаглен. Меѓутоа друго е дека до 2050 година до 2030 ние ќе мора да престанеме со согарување на секакви фосилни горива, согарување на јаглен особено, меѓутоа до 2050 ќе мора да се движиме кон нула емисии на стакленички гасови, а ова значи да не само да не согаруваме никакви фосилни горива, туку да зголемиме искористувањето на обновливите извори на енергија, како сонцето кај нас, кое го имаме во изобилие. Меѓутоа и ова што го зборувавме досега, значи циркуларна економија, тоа со отпадот што го зборувавме до сега, што го начнавме. Значи промена на целиот систем на зелени, одржливи, алтернативни економии, кои ние ги имаме во изобилие. Так, зборувавме за рудници и за југоисточниот регион, односно за Струмица. Морам да ве прашам, бидејќи изминативе веќе 4 години, југоисточниот регион се бори, односно многу граѓански движења и организации против отворање на рудници во овој регион. Кој е ставот ваш? Дали можеме, бидејќи дел од локалното население смета дека не може да зборуваме за отворање на тешка загадувачка индустрија во регион каде што на половина километар имате органско или друг тип на аграрна производство? Каков е ставот на Екосвест? Апсолутно ист како и на активистите, бидејќи јас секогаш ќе кажам, требаше навистина многу храброст за локалното население да застане и да каже кои се проблемите во својата заедница. И кога го имате тоа, ништо друго не ви треба, бидејќи самата локална заедница ви кажува во која насока не сака да се движи развојот. И тоа е се што треба да знаете за во која насока треба да се движи. Кога станува збор за влошување на климатските промени, светот, особено ФАО, организацијата за истражување за фарми и земјоделие, значи настојува кон тоа да се заштити плодната почва и да се заштити производството на храна. Значи, бидејќи во иднина ќе имаме се помалку храна, ќе страда почвата поради опустинувањето и ние треба да се осигураме таму каде имаме навистина плодна почва, како да ја зачуваме и како да продолжи производството на храна таму. И ништо друго не треба да ни интересира, толку е просто. Значи, ние во моментов сите земји се стремат, земјите кои се веќе развиени, се стремат кон обезбедување на производство на храна за своите граѓани во влошени климатски услови. Значи, само во земјите во развој како нашата, некако одиме кон уништување на водата и на храната и ќе останеме без ништо. Мене тоа ме плаши искрено. Сметате ли дека доволно се слуша гласот на граѓаните по овие прашања, со оглед на тоа што дека дел од најголемите забелешки на овие граѓански организации беа дека јавните расправи поминале без нивно знаење. Или пак за време на референдумите кои што беа иницирани овде на локално ниво, не се почитуваа понатаму одлуките или едноставно во голем дел беа игнорирани. Какви се вашите искуства? Знам дека имате истражувања на слични теми. Колку се слуша гласот на граѓаните при носење на важни одлуки за заедницата? Немам искуство многу на локално ниво, иако јас лично присуствував на јавните расправи во Босилово кога беа за рудниците уште тогаш. Меѓутоа би кажала дека на централно ниво јас учествував во повеќе работни групи во моментов и не можеме да се пожалиме дека не бевме консултирани како организација на централно ниво кога станува збор за стратешки документи. А кога станува збор за други документи кои се на локално ниво или други институции, и такако гледаме додека со едни институции како Министерството за животна средина имаме добра соработка и гледаме дека се транспарентни, отворени и канат на јавни расправи, кај општините го гледаме тоа сосема спротивното, а тоа е недоволна транспарентност
недоволно консултирање на локалните заедници, меѓутоа секако тоа го гледаме и на многу нивоа каде што буквално локалните заедници се игнорирани, меѓутоа и локалните власти се игнорирани од централните власти за работи кои потоа тие ќе треба да ги имплементираат. Прво, значи недостасува соработка помеѓу централните и локалните власти, потесна соработка и координација помеѓу нив, меѓутоа и да бидат вклучени во изработка на документи на централно ниво, а потоа граѓаните мора да бидат вклучени, значи мора без исклучок да бидат вклучени во носењето одлуки на локално ниво и на централно ниво, особено на локално ниво кога станува збор за развој на нивната заедница. Значи не може да не ги вклучите граѓаните едноставно. Дали беа вклучени, не беа вклучени. И не беа послушани. Меѓутоа, да, тоа треба да се одбегнува во иднина и да има многу, дури ако најверојатно доколку немат присутен доволен број на граѓани, можеби треба да се случи втора средба и втора јавна расправа или пак да се одложи се додека не се обезбеди присуство на луѓе од локалната заедница. Граѓанскиот сектор... Да? Јас само една работа, секогаш им ја повторувам и на централните власти. Тие велат, ве викнавме, ве консултиравме. За некого доволно е да испратите мејл, за некого доволно е да испратите на физичка адреса. Некој треба да го повикнете на јавна расправа, бидејќи ќе учествува и може да се снајде. За некој треба да му нацртате буквално за да му објасните што ќе се случува. Инфографикон, видео. Ова е обврска на централните и локалните власти. Значи, секоја група, секоја различна група треба да биде информирана на различен начин. Вие не може мене да ме информирате на ист начин како што ќе го информирате фармерот кој нема време да седне да јаде, а не па да седне пред компјутер. Значи, апсолутно не може, недозволиво е. Секој треба да биде информиран на соодветен начин. Што е со избегнувањето на одговорностите и префрлувањето на топката, да речеме, условно речено, од една на друга институција, во смисол кога се носат некакви одлуки и секој се прогласува за ненадлежен. Ова често се случува, еве, во Скопје се случува со случајот со паркингот кај Holiday Inn, а и во другите градови, особено во малите, кога станува збор за градење и навистина пренатрупување на урбаниот простор со висококатници и едноставно загушување на околината. Што правиме и колку сметате дека граѓаните се слушаат, еве, особено во моментов кога имаме повеќе такви акции и повикувања, петиции да се изменат одлуките? Дали гласот на граѓаните може да допре и на граѓанските организации? Бидејќи сме организација која работи на политики активно, ние никогаш не се откажуваме. Да, јас секогаш велам да бидеме критички настроени кон властите, локалните и централните, меѓутоа секогаш да им понудиме решенија. Во моментов, особено ми е драго, бидејќи граѓаните и граѓанските иницијативи и организации, значи да, критикуваме, меѓутоа нудиме решенија како ние го гледаме тој простор да се развива. Јас мислам дека не треба да се откажеме. Значи, едноставно тоа е ставот и на мојата организација. Бидејќи, ете, особено во секторот клима, каде мора да постои тесна соработка помеѓу институциите на централно и локално ниво, бидејќи без таа соработка и координација вие не може да спроведете никаква регулатива и политики во секторот клима, затоа што секторот клима е енергија, значи отпад, значи транспорт, значи урбан развој, значи буквално ова што го гледаме сега со претерана урбанизација, значи дека ги правите градовите поранливи на климатски промени, фактички, затоа што ги загушувате, ги правите да имаат повеќе топлотни острови. Таа топлина нема да може да се справи градот со таа топлина, нема да може да дишат граѓаните од загадување на воздухот, буквално. Тоа е веќе проблем, да. Реален проблем и на Скопје и на Струмица. Да, спротивно на тоа, еве, жал ми е што го слушам тоа и за Струмица. Сега, јас навистина мислев дека другите градови барем се обидуваат
да задржат нешто од зеленилото, меѓутоа и колеги од други градови кажуваат дека забрзано се гради. Значи, ние не сме против градење и не сме против развој на економијата, напротив, секогаш тоа ни викаат и на активистите и на иницијативите гледам, вие сте против економски развој. Не е вистина. Ние сме да се гради, меѓутоа да се внимава да се запази квалитетот на живот. Така. Како ќе имате квалитет на живот ако имате град кој не е отпорен на клима, каде луѓето ви паѓаат болни од аерозагадување и од топлотни удари. Тоа не е квалитетен живот. Да. Граѓанскиот сектор изминативе неколку месеци е особено гласен против отворање и давање концесии за изградба на нови мали хидроцентрали. Каква е штетата која што тие нанесуваат во однос на бенефитот кој што евентуално би го имале по државата? Еве сега до сега зборувавме за водените ресурси. Значи, паралелно со изработката на стратегија за климатска акција во моментов се изработува еден куп документи и анализи буквално како би дошле до мерките таму. Кој е проблемот? Значи, дури самите се изработи еден убав документ кој се вика ранливост на клима на државата и проекции, кој има проекции за како ќе се движи климат. И кога вие имате проекција дека државата се движи кон опустинување до 2050, ако се остане како што е, сваќате дека за 5 години малите хидроелектрани ќе станат само градби кои ја уништиле водата и нема да може да произведуваат, бидејќи тоа ќе бидат суви реки, суви корита ќе бидат. Значи, тие ќе имаат никаков бенефит за заедницата, ќе бидат само на штета. Значи, не само за заедницата, туку и за градовите кои се снабдуваат со вода за пиење од тие реки, а има многу такви градови. Так. Спомнавте дека работите во моментов на повеќе документи. Кои се дел од другите активности со кои што Екосвеста се занимава во моментов, а се важни во однос на заштитата на животната средина? Така, ние во моментов работиме на кампања за зачувување на биодиверзитетот. Секако, тоа тековно ни трае, меѓутоа сега особено поради зголемената активност за најавените мали хидроелектрани, бидејќи ние сакаме да ја зачуваме водата како ресурс, меѓутоа сакаме да си го зачуваме и биодиверзитетот, бидејќи е од непроценливо значење во целиот тој круг на екосистеми. Исто така работевме и на циркуларна економија, особено подигнување на свеста за циркуларна економија и соработка со институциите за овој проблем. И тековно прашање ни е секогаш клима и енергија. И во следните, предпоставувам, 2 години сигурно, а можеби и понатаму ќе бидеме малку повеќе фокусирани на процесот на праведна транзиција, бидејќи ова што го зборувавме досега е дека во процесот на праведна транзиција мора да се случува од долу нагоре. Значи, мора да се прашаат прво локалните заедници и локалните бизниси, локалните чинители, пред да се планираат финансии на централно ниво. Значи, мора да бидат сите заинтересирани едноставно вклучени, работниците, нормално, за да може да го кажат својот инпут и секако дека оваа праведна транзиција мора да се одвива со позабрзано темпо, со оглед на тоа дека ние во 2023 веќе треба да затвориме една од термоелектраните на јаглен. Так. И секако ќе работиме и на зголемување на производството на електрична енергија од сонцето, а за сметка на тоа кампања за тоа што колку се штетни фосилните горива, вклучително и гасот. Така. Ви благодарам многу за разговорот. Се надевам дека успеавме на дел од гледачите да им објасниме за дел од оние активности кои што се случуваат, но и важноста за тоа да бидеме многу посвесни за климатските промени и како ние треба да се однесуваме и што да бараме од локалните и централните власти. Ви благодарам за поканата. Уште еднаш може да не следат на социјалните мрежи сите кои сакаат повеќе информации да добијат. Се надевам, пак имаме шанса да зборуваме на оваа тема.